Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во вечерашното издание на емисијата Став на Телевизија Плюс, и не само на Телевизија Плюс, туку и на сите останати регионални и локални ТВ станици во Македонија, каде што ќе можете да ја видите истата емисија. Оваа вечер Став ќе биде необичен по многу нешта, а пред се поради тоа што нема да говориме за политиката, туку ќе зборуваме за културата. Мој гостин вечерова е Александар Поповски, долгогодишен вработен во Лотарија на Македонија, познато лице од ТВ екраните, но во главном поврзан со игрите на среќа, но во оваа прилика гостин во друга функција, како координатор на една манифестација и син на прочувениот писател Анте Поповски. Многумина, можеби тој факт не го знаат, но еве ние сега откривме на гледачите. Александар, добро вечер и добре дојде на ТВ Плюс и во емисијата Став. Добро вечер. Пред се да ви заблагодарам што ми ја дадовте можноста да настапам на вашата телевизија и на другите локални телевизијски станици. Се со цел конечно да ги разјасниме сите работи, сите непознаници околу ликот и делото на Анте Поповски. Ај, кога сме околу тоа, колкумина знаат дека сте син на Анте Поповски? Знаат. Во Скопје знаат. Знаат и во Македонија знаат. Баш на некои промоции ми приоѓаат, прашуваат за книги, за ова, за она и знаат, али има и што не знаат, да. Добро. Во оваа емисија ќе се обидеме да разговараме за неговото дело, за неговиот лик, меѓутоа и да најавиме една манифестација која што веќе станува традиционална и оваа година ќе се одржи по 4-ти пат. Се работи за манифестацијата Антево перо. И би сакал нешто повеќе да ни кажете како координатор на таа манифестација. Конкурсот знам дека е распишан, до кога трае? Значи вака. Антево перо започна, манифестацијата започна од 2018 година. Јас сум главен координатор на целата манифестација, но имаме прекрасна екипа. Тука е мојот брат, исто Жорж Поповски, тука е професор доктор Венко Андоновски, надалеку познат наш професор, писател, литерат и што не веќе. Тука е прекрасната професор доктор Кристина Николовска, Митко Гогов, имаме навистина и млади, магистар Иван Антоновски, магистар Александра Јуруковска, ваши колеги новинари, поетеси, писателки и сето тоа. Навистина имаме една прекрасна, може би испуштив некого, но имаме прекрасна екипа. Од 2018 започна Антево перо. Значи, татко ми почина 2003 година, ако ми верувате, ние од 2005 негде година, баравме начин некако да се спомне тој човек во рамките на културата, општеството, во рамките на државата. Значи, праќавме секакви дописи до градоначалници, до Министерство за култура, до наши големи луѓе, бизнисмени и сето тоа. И верувајте некако дали ние не бевме доволно упорни или немаше слух за таа работа. Значи од 2005-2006 година до 2018 има 12 години. И некако во 2018 пуштивме проект до Министерство за култура и добивме. За прв пат средства, одредени средства, сега да не кажам колку и како, и започнавме со манифестацијата. И како што рековме, 2018 година манифестацијата пред се содржи три дела. Првиот дел е во Скопје, значи прво вие ме прашавте за конкурсот. Така, конкурсот е распишан и трае до 20 август. Се евуваат книги, жири комисијата во состав професор доктор Венко Андоновски, доктора Тина Цветановска и Жорж Поповски, како член на семејството, одлучуваат за победникот. Иако ви кажам дека првата година, во 2018 година, се појавива 68 книги на конкурс. Тоа е респектабилна бројка. Не да е респектилна, него внимавајте. 2019 година се појавуваат на конкурсот 87 книги, за да минатата година 2020 фактички, 2018 во 2019, нели? Во 2020 се појават 97 книги. Сега само за една илустрација, да ви кажам. На конкурс на многу меѓународни и наши манифестации, големи, да не ги
спомнувам сега Добро, да. одма непријатели да направиме. Конкурс распишан од една година или од 3 месеци или се појавуваат максимум до 40-50 книги. Максимум. Во тие конкурси има парични добивки, мислам парични награди и сето тоа печатење на книги и се. Ние само ја печатиме победничката книга. На вториот човек му даваме Антев Златник и на третата, доколку оцениме, повторно Антев Златник. Но што е поентата? Ние направивме награда за млади, наши млади поети, писатели, поетеси, до 25 години. Таму имаме од неговите лични дзидни часовници и го даваме еден од неговите. Ние имаме дома околу 400 часовници. Он многу собираше часовници. Дзидни часовници? Да. И дзидни, и за на биро, и за ова, она. И ние почнувавме да ги даваме, да ги делиме тие, и наградата ја крстевме Антев часовник за младите. Демек, времето работи за деца. Символично. За младите. Така е. Знаете ли што се случи? Кај нас се појавуваат млади поетеси кои барабар, значи рамо до рамо со најдобрите книги. Венко Андоновски, брат ми и Атина имаат страшни главоболки. Кого да изберат за победа? Па страшна конкуренција, скоро 100 книги, тоа не е мала работа. Ама и ај квантитет, квалитет има. И сега во едни разговори така како, значи формиравме и академија на манифестацијата Анте Поповски, која академијата се грижи за развој за наредните години, како да изгледа, што да додадеме, како да додадеме во манифестацијата и сето тоа, значи од еминентни луѓе. Секоја година по еден двајца во академијата ставаме луѓе. Затоа ќе зборуваме подоцна. Значи во академијата има пресериозни луѓе, пресериозни, од доктори, од професори, од медицински лица, доктори, негови колеги и сето тоа. Значи, што го знае, од негови пријатели. Сите се во тоа. Од градоначалникот на Маврово Ростуше. И сега, ова што збориме, конкурсот трае до 20 август годинава и веднаш негде комисијата сукцесивно, како доаѓаат на интернет, се читаат книгите, негде до меѓу 1 и 5 септември се знае победникот. Тоа доста брго. Тоа е веќе втората фаза. Ама се читаат книгите цело време, сега што стацуваат веќе, комисијата ги чита книгите. Завршува тоа и вечерта во ден петок, досега го правевме во спомен собата на Анте Поповски во општина Ѓорче Петров. Таму наидовме на разбирање и градоначалникот, господин Сокол Митревски на општина Ѓорче Петров, ни излезе во пресрет и веднаш ни даде простор да направиме спомен соба на Анте Поповски. Сегашниот Александар, градоначалник, исто продолжи по истите овакво и секогаш не поддржува за било какви манифестации. Тоа е вториот дел од манифестацијата. Првиот дел е, значи првиот дел е конкурсот. И фактички она што народот ќе дојде да гледа е доделувањето на наградите и поетско читање на учесниците во конкурсот. Во спомен собата. Нормално 10-20 луѓе, не може 90 луѓе да читаат. Посебно поради мерките сега веројатно. Со ковид и сето тоа. Значи лани бевме во салата на општината, на културниот дом. Лани во сред ковид имавме 75 луѓе со сите ова на 3 метри столчена. 75 мина дојдоа во сред ковид луѓе. Значи тоа е манифестацијата во Скопје. Веднаш другиот ден сабота, тоа е на крај на септември, не можам датум уште да кажам. Ќе најавиме ние на време. Да, ден сабота, рано од сабајле, во 8 часот трга автобус со учесниците и одат во родното село на Анте Поповски, село Лазарополе. Прекрасен објект, Калин хотел, сместени се таму се одржува симпозиумот со тема Антевото дело. За него што да ви кажам, годинава има над 13 научници, странци и наши пријавени за тоа и се уште се јавуваат. И ќе направиме
ова е ланскиот зборник на трудови. Така, тоа ќе го видиме и издадените Така, ќе ги- победнички книги. Така, Еве го зборникот. Така, зборникот на трудови. Значи, ова е ланскиот, годинава рушиме повторно. 13 до сега, од академик Ала Шешкен од Москва, од Ломоносов институт, од други од професор Венко Андоновски, професор Кристина Николовска, да не ги откривам сега сите, Така. бидејќи е интересно, ние веќе ги објавивме делот и дел по дел, сега се пријавуваат нови. Стварно не знам до каде ќе одиме, али тоа многу не радува. Сега, еве што направи Анте Воперо во сите овие 3 години. Ова се победничките книги од Првата првите. победничка книга, Кумова слава. Славе Ѓорго Димовски. Еминентен, етаблиран македонски поет. Тоа е првиот победник. Првиот победник 2018. 2018. Втората, Дупка Александра Димитрова. Третата, Потпис Трепетлика, прекрасна Ана Стојановска. Професорка на ФДУ, на факултетот за ФДУ, поетеса, писателка и се. Литературен критичар, се воедно. И Александра Димитрова. Значи, Александра Димитрова, Ана Стојановска, знаете, народот ќе рече, не се познати. Напротив, ние имавме во битка со нив со еминентни писатели македонски етаблирани, беа втори или трети. Самите рекоа дека најдобри се овие книги. Сакам да кажам, во овие годинава ќе биде 4-та година, така? Во овие 3 години ние направивме 3 победнички книги и 1 зборник. Годинава ќе биде 4-та победничка книга и вториот зборник, кој ќе биде, сигурен сум, тroduplo од овојте. Така, тоа ќе продолжи, значи ќе биде традиционално за победникот издавање на книга, а зборник секоја година. Да. Што содржи зборникот? Другите дела, пристигнати дел од другите? Антевото дело, значи во творештвото, во медицина, татко им беше доктор, во медицината, како општественик, како новинар, како директор на Вардар филм, како се и се што. Нема дел во животот каде што он не бил нешто. Ќе покажат на Ќе крајот на проговориме криштата и за тоа. Но сега другите за работи. манифестацијата, рековте се оди во Лазарополе. Во Лазарополе. Што состои таму Симпозиумот трае 3 сати и 4, ќе имаме од Москва и од друго малку вклучување во живо, по интернет, а другите ќе си го одржат симпозиумот со своите дела, има по 15 минути за цртано време, не може 2,5 сати да збори. Така. Разбирате? А симпозиумот ќе се биде отпечатен во зборникот и ќе биде даден на луѓе да го читаат понатаму, да го видат зборникот. Тоа е вториот дел од манифестацијата. Така, после има поетско читање пред куќата на Анте Поповски во Лазарополе, во паркот на поезијата. Има и парк на поезија во Лазарополе со 3 бисти од Анте Поповски, Симон Дракул, исто е таму роден, и Кочо Рацин, а Кочо Рацин е на 2 километри во Лопушник над Лазарополе убиен. Значи, тоа е што го правиме во Лазарополе. Вечерта имаме поетско бдење во црквата Свети Ѓорѓија Тоа е третиот дел во веќе. Лазарополе. Така. Другиот ден веќе од Сабајле со автобусот се оди во Ростуше, се прави изложба, целосна изложба со книги, со фотографии, со се за Анте Поповски, повторно поетско читање и се надеваме дека и во Свети Јован Бигорски ќе направиме уште едно и тоа завршува тие главните ударните денови. После тоа, до крајот на годината, значи октомври, ноември, декември, ние одиме со 4 до 5 града, во 4-5 града, каде што ќе се промовира зборникот и победниците на сето ова со поетско читање во градовите. Значи, промоција на книгата, промоција на зборникот и поетско читање и тоа. И би требало тука да заврши.
оваа година. Па следната пак се надевате Следната традицијата да се нешто задржи. И повеќе. Рековте дека ќе има нови идеи и ме радува што е конечно нешто се работи во таа насока. Рековте дека долги години сте немале разбирање. Сега не идовте на мало разбирање пред 3-4 години и се надевам дека ќе се најде сенс за се поголема поддршка од страна на Министерството за култура, но исто така зошто да не и од некои стопанственици. Дали од таа страна имате можеби... Не сме почнати. Не. Не сме почнати. Дека видите, Анте Поповски не е сега за да бараме под дрво под камен пари. Ако се даде, ќе се направи нешто, ќе се запозна. Затоа ја сакав јас оваа емисија. Ај конечно луѓето нека научат малку за. Не, знаете што се случува? Анте Поповски ово, браво, добар човек. Што добар човек? Што знаеш ти за добриот човек? Што работел, кај работел? Што правил за Македонија? Ме разбираш? Јас малку сум знаел, пред емисијава разговарав и сум зачуден колку малку знам. Негови пријатели разговарам. Врска немале дека он бил на Вардарфил, мислам тоа, пази се дружел се правда, значи толку со некои луѓе са непријатели од браншава, некои негови сограѓани и пријатели. Сограѓани вака или ќе ми придат во градоеве вака онака. Татко ти добар беше, да, викам добар беше. И сакам, затоа ми требаше оваква емисија за конечно. Ај тие луѓе ќе научат нешто. Јас сепак морам да се заблагодарам на Министерството за култура, значи имаат сенс, осетија од 2018 наваму, но морам да кажам дека комисиите што се во Министерството за култура, тоа се надворешни луѓе. Ај малку нека почнат да читаат, не за Анте Поповски. За сите. Нека почнат да читаат за сите луѓе, тогаш кога ќе ми кога треба проект да направам, тогаш да оценат дали овој проект чини Волку или Волку. Зошто го велам ова? Во годинашниот проект, една книга на некој поет или поетеса, на конкурсот на Министерството за култура, чини толку пари колку што нас ни дадоа за манифестацијата. Да не ви кажам за лани морам да го кажам тоа. 40.000 денари. За инат на тие 40.000 денари ние тогаш направивме 2 книги, зборник и ова. Во Лазарополе не бевме ради ковидот, да не ви кажам златници, да не ви кажам други пропратни работи, да не ви кажам промоции и сето тоа. Значи, некој со 40.000 сакаше намерно да направи. Годинава е многу подобра. Одлично и се надевам да само подобро. Сакам на вистина да се заблагодарам, но сепак да се отворат. Не само за Анте Поповски, тамо имате вие, да не ви кажам кои плејада на заслужни личности за кои што треба, така е. Може би ќе се навратиме, веројатно ќе се навратиме на манифестацијата Анте во Перо подоцна. Рековте да дознаеме малку повеќе за тоа кој бил Анте Поповски. Дали можеме да одиме на таа тема, бидејќи јас не знаев дека бил доктор. Први доктор роден 31 во село Лазарополе. Доктор по професија. 2003 година. Годинава се прават 90 години јубилеје. Блаже Коневски 100, Анте Поповски 90, мислам Коле Чашуле е 100 години. И сега гледајте, Блаже Коневски роден 21, починал 93-та. Така? Да. Анте Поповски роден 31, починал 2003-та. Дали гледате сега некој символики и ова. И сега вака, знаете, детство, војни, тие работи бегаат, се симнуваат на кај Битола, на кај Охрид, Скопје, сето тоа. И татко му имал ратна хирургија, некоја школа, ама не медицина завршена со ратна хирургија, дедо ми. И најголемата желба му било доктор да биде син му. Јас не успев, ама ти сакам. Немој таму, не, доктор да биде. Седнал го, завршил меѓу најдобрите студенти. Он ден, додека беше жив, ги кажуваше, јас не ги запамтив тие професори кои нив им предавале или не знам што, кој од кој, мислам, гениалци, професори на медицина. Оди во војска,
Одма во ВМА го ставаат таму додека е во војска да помага. Дека служи Во војна клиника, се, Така не да? знам, не ме држете. ВМА во Белград. Се враќа во Скопје и веднаш по налог доктор имаш завршено во тие години 57-ма, 8-ма година, Одма те 59-та. чека работно место. Одиш во Дебар началник на клиника. Значи има работено како доктор. 4 години има работено во Дебар началник. Денеска да отидеме во Дебар, еве вака, од постарите луѓе одма ќе ми придат, ти си теа, јас сум, викам, па добро. Моја внука има, пази, има и пораѓано во тоа време, јо, со джип одел по селата, се. Значи, доктор завршува, работи 4 години и прекинува. Сега ме интересира пред тоа, во тој период, пред да заврши Медицина. дали имал веќе желба за поезија? Па за како не, 55-та е првата година, 55-та. првата книга Так. објавена. Значи, Значи, кај него веќе имало кршење во душата. Дали медицина, затор на дали... таткото медицината, Затор на за таткото. себе поезијата, Да, има и литературата. една песна посветено. Не ти донесов ружи, цветови и ова, ти ја донесов дипломата, демека, закачила се на зидот и така. И, значи, кршење. И прва и единствена, мајка ми ден денеска не смее да се лути на тоа. Прва и единствена љубов него му беше творештвото, литературата. Добро, освен Мајка тоа, ми му беше втора љубов. освен тоа, познат и како општествен работник, извршувал многу функции. Ќе почнеме некаде 68-та година, во таа година е поставен за подпредседател на комисијата за Културни културни врски врски странство. за странство и верски заедници. И верски. Е, тука има остварено значајни средби и, ако не се лажам, допринесено, има свој допринос за прославувањето на празникот Кирил и Методи во Рим. Јас првото би го кажал. Не само за Ватикан и за Рим и за ова. Јас првото би го кажал, мислам дека имате фотографии. Имаме. Видете ја една фотографија во сликана во Калишта со првиот наши архимандрит. Таа веројатно и претходни... Видете ова. Аха. Видете загрижени ликови. Гледајте финно, внимателно. Ова е во својство на Подпредседател на комисијата. подпредседател на културни Ова е врски. во време кога се автокефалноста на на Македонската црква тука под страотни пресии. Значи повлечени една недела во Калишта. Никој да не е, они двајца работеле, они двајца. То цели Така. служби. Ама се договар... Не, се гледа по ликот се гледа. Сериозно. Проблеми од Белград, проблеми од ваму, од таму. Еве ја фотографијата, повторно. Ксенте Богоев, председателот тогаш на извршниот совет на владата на Македонија. Анте Поповски, Владо Малевски, еве го. Писателот наш, химната, он текстот ја има напишано. Така и тоа да го потенцираме многу. Македонците се борат, еве го, македонците се борат. Владо Малевски. Ова се периоди на тој тежок период. 68-69 година. Ова е, значи гледате сите работеле. Владо Малевски работел во тие тешки моменти за ова што го збориме за автокефално, за се. И веројатно сите дале свој допринос, меѓу другите и Анте. Сите до еден, како нема да дадат допринос, тоа се пар екселанс интелектуалци. Тоа не е туку така. Ај, ќе ги ставиме ова. Значи, порано било малку подруго. Сега ме прашавте за папата Павле VI. Тоа следува. Значи, народот ги меша некои работи, Јован Павле VI и Папа Павле VI. Папа Павле VI од 63-та, мислам до 76-та, раководи со Ватикан. Еве Ова е фотографијата, еве го Анте Поповски, еве ga Македонската црковна великодостојници, ова се културни работници од Македонија, член на МАНУ, Поленаковиќ, мислам, и протоколот на владата. И да кажеме, на папата. Поглавар на црквата во тоа време, господин Досидеј, втори, така. Така. Еве гледајте го, 70-та година. Како доаѓа до оваа средба? Значи, претходната година оди Владо Малевски, така, ама полусрамежливо Македонија уште напаѓа за ваму, за Кирил, за тие работи. Татко ми, писател, Папа Павле VI писател бил.
И тој писа. Да, и татко ми му правел дури некои рецензии на Папа Павле VI. И сега на пријателска база му јавува, ве молам така, така и така, па цел свет го слави Кирил и Методи. Ги слават. Зошто Македонија не да не... Како вика да не ги славите? Повелете, дојде. И се прави делегацијата, прв пат ја гледате делегацијата како изгледа. Ова е првата делегација, поголема делегација. 69-та било. Добро. Значи, Но малку срамежливо. Но не... било срамежливо и се уште не било како што треба, знаете, Србија, Хрватска, во Југославија. Да нема реакција. Во Југославија. Еве го ова. Он ја носи фактички првата делегација. И од тогаш почнува да се чествува Свети Кирил. Таму се носи подарок на папата, му се носи некој крст, му се носи не знам што. Тоа од великодостојниците наши. Крстот сигурно татко ми не го носил, си има кој да го подари таму и да даде нешто. Па некоја папка со дрвени книга со од дрво што пишувале нашите резбари на времето. Сето тоа е запознаено. Ватикан со тие работи. Затоа ви кажувам, овие се доста критичните моменти на Македонија, али со голем успех се завршени. Рековте сами тогаш се работело поинаку, очигледно дека на тие тешки проблематични состојби работеле луѓе кои се докажани во своите професии и веројатно нивните аргументи и факти тежат многу повеќе отколку на другите. Сигурно. Па затоа и биле успешни. Веднаш потоа Анте Поповски станува генерален директор на НИП Нова Македонија. Во тоа време, да, би рекол голема функција. Нова Македонија е навистина една голема организација која што под себе институција има многу го креираш јавното неделни мислење. вестници. Немаше телевизија, МТВ и НИП Нова Македонија. Тоа е креираш 70-та. јавно мислење. Значи вака, завршува во извршниот совет за народов, за помладите да знаат, за помладите велам, извршниот совет е денешна влада. И завршува таму и 70-та година го назначуваат за генерален директор на НИП Нова Македонија. Таму прави процват. Значи, морам да кажем, можда не е убав збор тој, но Нова Македонија оди во тираж на 155.000 тираж дневен, а да не забораваме, таму беше и вечер, со 80-90, 100.000. После, екран почека. Во негово време екран излезено и тоа. Па Котелец понатам, како не. Се сеќавам на ревијата, кога и ТВ програмата ја следевме. Па најпопуларните луѓе, па ја колку што знам, Слободан Петровиќ беше уредник, главен и одговорен на екран. Јас се сеќавам дека Петре Бакевски беше театарски критичар. Критичар Баке, да. Слободан Петровиќ ми кажува, абе ти вика, знаеш ли што значеше во екран да бидеш на насловна страна? Да. Готово, популарноста е твоја. Така, повеќе отколку на ТВ во Тоа тоа сакам да. Зашто 155.000 и како 155.000 дневен тираж? Во ден недела татко ми на првата страна на Нова Македонија, излагаше Нова Македонија во недела, пишуваше уводници. Значи, опфаќаше теми за се и се што. Политика, култура, земјоделие, сточарство. Зошто го зборам ова? Земјоделие. Дека нашиот патлиџан е изнесен у Канада. Вака даден глад. Кај се тие луѓе да погледаат? Значи, доста оштри написи. Доста повредени луѓе. Во тие функционери, директори и сето тоа. И затоа во тој период има доста како пријатели, така како секој човек, нима направено непријатели. Важел како човек кој бил слободумен и шо реален и отворено кажувал она што го мисли. Значи новинарството е истражување и тогаш те кажуваш, пишуваш. Истражуваш, пишуваш. Да не може никој да те побие понатаму. Тоа он го направи. И беше многу слободумен, со либерални сваќања, со сето тоа. И Македонија. На прво место. Значи, немаше никој против Југославија. Но, дајте полека. Да не отиде патлиџан од македонски у Канада, некој да тргува од погоре. Дајте ние да ставиме за ова. Во тоа време... Македонија, викам, мора да се дигне. Во тоа време, како слободумен се има сретнато со недопирливиот, Јосип Броз Тито.
Да. Веројатно имате слушано за тие средби и со многу други како не. познати личности, можеби ќе ни раскажете и некои случаи и детали од тие средби, но со Јосип Броз Тито да се сретнеш и да разговараш со него било на времето поим. Тоа се случило неколку пати. Еве го и поздравот, да се ракуваш со бравар не е мала работа. Браво. Како Значи, поминале тие средби, кога се случило? Митко Зафировски, главен и одговорен уредник на Нова Македонија. Татко ми генерален директор, навистина позади Тито, тоа е протоколот на Тито сигурно. Овде му викам, кажи ми човече, што те прашува тука? Што ти збори? Гледај како му збори нешто, он прави, овој го гледа. Вика, прво да ти кажем колку он стега кога се поздравува со раката. И ти мораш исто да го стегаш. Еве, снимателот, без да му потенцирам, првиот Од таму почнува. Бидејќи остава печаток тој поздрав. Значи, еве, ама стега, и вика, ти тука мораш да стегаш, нема назад. Добро му викам, шо ти вика, се сум очекувал, вика, толку млад човек на НИП да стават, не сум очекувал. Татко ми во тој период, 70 година, 31 роден, 39 години. Тоа биле многу млади за таква функција на НИП Нова Македонија тие години. Ова е друга македонска културна делегација. Прекрасни луѓе, ниту еден жив од сите овие. Мери Бошкова меѓу другите ми. Петар Хаджибошков од тој крај таму, наш скулптор, генија. Димитар Кондовски, ако сте слушнале, мислам, уметник, да не ви кажам. Анте Поповски, до Кондовски. Мери Бошкова глумицата. Тито, видите од Тито. Види го Тито. Елеганција. Јованка Броз на смена. Ванчо Чавдарски, диригент, наш човек, директор на австралиската опера. Она што го гледаме на опера во тоа време и намислам на нивната филхармонија. Ангел Миладинов, покоен. Сопругот, може да сте чуле, Санда Лангерхолц. Глумица, пеачка и сето тоа хрватска. Директор и главен и одговорен уредник на ХТВ во тоа време. Сега, бај да ви е јасно која е таа делегација, а колку уште луѓе што не можеле да дојдат, наши заслужни луѓе, не биле присутни. Сакам да кажам, Македонија има прекрасни мала луѓе. Затоа сакам тоа да го кажам. Тие средби како изгледале? Дали ви раскажувал со Тито? Гледаме насмејани лица, гледаме опуштена атмосфера. Дали имал прилика некогаш да му се обрати, да му каже за некои прилики, освен добрите, нели, оние, да кажеме, тавшачите ги има секогаш околу се тие. Ама дали имал можност некогаш да му каже некоја критичка мисли и дали тоа било прифатено од страна на Тито? Ама Анте Поповски не би бил Анте Поповски ако не искористи еден момент за да каже некои работи. Како најдувало, кај Тито сигурно не, кај другите. Еве една случка ќе ви кажам. Седеле, правеле муабет, што има кај вас ново, како е ова. Еве, правиме, вика, 155.000 тираж, тоа било одлично за Македонија тогаш. Ама, вика, другар Тито и на македонски му зборува. Секогаш на македонски? Сега негде у протокол морало друже Добро, Тито да, и како ова, официјален, ама јасно. овде на неофицијално у фотелите кои седат таа фотографија нема и почне на македонски, ама не дека не знае српски, него те преведува, препевува. Символика. Символика. Сега една работа ќе ви кажам вам. Еве, вика, да прошетаме низ Скопје и да видите како има Нова Македонија киоск или продавница, до него има два залепени. Едниот е на борба, едниот на политика, третиот не знам на нив. Помладите не се сеќаваат, но така Тоа беше. не го знаат помладите и не го Една знаат. до друга И беа. Нова Македонија и одма нин србите одма овде ставаат, ама Борба, сегде. така, политика. И Тито го сослушал го Ама не е мој проблем, вика тоа. На другите треба да им каже. Сега кои други, ај? Татко ми знае кои други. Веројатно нашите. Па на нашите. Што се во Белград? Побарајте во Белград земјиште, стајте киоск. Никој не ви Ја и ти забранува. да отвориме се фирма у Белград, што треба? Треба побараш канцеларија, треба побараш. Значи некој за да добие треба да побара. Не на вистинско место. Така, не можел да се занимава Тито А со... знаете зашо не е правена, пример, во Белград, во Загреб? Имало еден-два киосци во Загреб. Знаете ли зашто? Не. Да не навредиме некого.
Не дека немала Македонија толку средства за два килици. Да не се навреди. Знаеме. Полека внимателно. Фабрики кои имали и во Љубљана своји представништва и во тоа. Загреб и во Белград. Па тоа. Добро, освен со Тито кој, ајде, сите знаат дека на тоа во тоа време бил еден од главните, какви еден главен фраер на Балканот посебно, ама и светски играч, со други познати личности, дали вие се сеќавате од детството, дали ја посетувале вашата куќа некои актери, поети, познати личности? Вие ме прашавте за познати ликови светски, така? Да. Па значи со Орсон Велс. Имам џепно саатче од Орсон Велс подарок. Мога да. Јасер Арафат, Ричард Бартон, Во време кога ја снима Неретва? во Неретва. Велко Булеич, пријател на татко ми. Велко Булеич. Да, режисерот на Неретва. Така. За Нобеловци, да не ви кажам се, Нобеловци, Ференц Јухас, Еудженио Монтале, предговор. Татко ми го предлага за Златен венец на Струшки вечери. У август го добива Златниот венец. Во Струга? Да. Во декември Нобелова награда Траак. Нобелова Монтале. Имал чувство Читал, знаел кај движи поезијата, творештвото и сето тоа, предлага и се. Он предлагаше и со господја Вислава Шимборска 3 пати на Струшки вечери им ја предлагаше, не ја прифатија. Комисиите, пак комисиите, што зборуваме. А потоа доби Не ја прифатија и си доби Вислава Шимборска Нобелова. награда. Што рече, извинете малку? Ништо што да рече, што... ништо. Немам време за Струга, што не ми даде награда, кидам Нобелова. Толку беше, ја ви кажав. Го споменавте Јасер Арафат. Има документирано дека како директор на НИП Нова Македонија го има направено првото интервју воопшто со него. Првото со Јасер Арафат. Еве, 3 метри под земја е ова. Јасер Арафат, Бункер. млад очигледно. Млад. Па 72 е, мислам. 71. Или прва. Прва Еве, пишува. Во Газа. Така? Да. Над нив, 3 метри под земја, бункер. То протоколи за да влезеш да не кажу. И како завршува интервјуто? Куршум се забива над главата 10 сантими по-наваму на Јасер Арафат. Кој? Па добро, може само да предпоставиме кој имаше намера да го ликвидира. Мада и кај ни во И кај нив палестинското имат движење Ама имаше. неговото обезбедување било страотно. Значи и таму инфилтрирано. Тоа интервјуто излезе за Палестина, да не ви кажам какво интервју. Но Македонија, во продолжение излагаше. Ги има во архивите, ги има тие. Какво беше неговото чувство? Потресен за Палестина. Многу се плашеше. Многу се плашеше на случаи кај нас тоа. Нешто Да слично. имаш држава, да ја снемаш. Многу се плашеше. Среќа не, до се. За жал тоа ни се случи на некој начин, ама добро, барем Македонија Не се сакам одржа. тоа, среќа си имаме држава. Така. Јас се надевам у младите генерации дека полека ќе издигнат цела рада. Уште малку за тој дел, имаме уште некои слики за неговите позиции, за неговата работа, за неговите функции во подоцешните години. Потоа станува директор на Вардара филм. Така. Која година? 76-та или 5-та, не ме држи. Добро. Мислам 76-та до 81-та. Е тука работи, Тоа време значи, овие слики верувам? не. Или подоцна? Не, ова е друго. Ова е во Париз на промоција на Анте Попов, ова е со Блаже Коневски, еве гледате. Божин Павловски, ова е во Друштво на писатели на некоја си промоција. И сега таму има протокол. Кој седи во првите редови, значи имале функција тогаш. Во Друштво на писатели и сегде така. Значи, еве ова, голем човек Димитар Митрев, првиот наш критичар. Блаже Коневски, Анте Поповски, Томе Дракулевски функционер, тогаш беше, не знам, социјалистички сојуз или не знам што. Ова е на некој коктел. И ова е пред Пријател. 80-та година, веројатно, пред 80-та. Пред 80. Ова е во Париз. Во Париз, не. Ацо Шопов на крајот, мајка ми, Светлана Шопова, татко ми и
За тој дел како директор на Вардар филм имам чуено дека тогаш Вардар филм започнува малку поамбициозно да делува. Многу амбициозно, верувајте дека тоа е слух, тоа не може човек кој бил творец, пишува есеи, пишува поезија, има познавање од црква, има познавање од се, општественик и тие работи. Не може од уметноста се. Значи, знаете на колку сликари он ги има промовирано? На колку наши уметници им правел каталози, текстот на каталогот му го дал уводникот и сето тоа. И на поети и писатели. Не, за поети да, за сликари ви викам. Дури за значи, со Перо Мазев, Петар Мазев, многу големи пријатели. Со Димитар Кондовски, одлични пријатели. Со памтам, со Рубен Скорубин, голем наш уметник, одличен пријател. Владо Јовановски покојни тој уметник, да не ви кажам. Значи, тој не беше само на промоција на книга, тој одеше на сите изложби на слики во Македонија, во музеи, сегде присутен во културата, сегде. Одеше на опери, одеше на негови текстови се направени во цели оперски, како се виката, реквиуми и тие работи. Тома Прошев од Ристо Аврамовски, уште еден, многу му праеше она, ма сега видите, баш тој што најповеќе направи го... Ке ми текне име, така да кажа. Значи, композитори, значи, поставува музика на текст на Анте Поповски, да. Во Вардар филм, значи, не можеше да не знае со што се бави. Значи, он, ако нешто не знаеше, он ќе викнеше човекот, каже ми тој и тоа. Сега, во таа екипа ти да го имаш еден Дарко Марковиќ Дармар. За цртаниот филм треба да му се мешаш на Дарко Марковиќ. Да. Мислам. Односно не. Да, за жал покоен, ете и Дармар. Сопругата на Дармар, Дитка. Во Вардар филм имаше една прекрасна, Мишо Самуиловски, легенда во камерманство и снимател. Владко Самуиловски, неговиот син. Оле Јаневски монтажери. Кај не беа викани они за да работат на други места. И на еден колегиум седна, правиме ли од нула, почнуваме од нула. Каде да почнеме? Почнуваме и со игра, значи загризуваат и на игран филм, и на документарен филм, и на цртан филм. Анимиран. Перо Глигоров. Прават филмови играни, Време води, најдолгиот пат, не знам, имаше филмот. Се, главното што е, ќе ви кажам и за тоа што, главното е документарниот филм. Австралија, за нашите иселеници. Документарен филм саат и 50 минути. Општо прифатен од цел свет. И капакот на сето тоа, филмот дае на ромски документарен филм, нели збориме Медена земја, така? Да, и се дигна голема прашина околу и со заслужено. И среќен сум. Влезе меѓу првите 5 за Оскар на документарција од неанглиско подречје. Како беше тоа? Не знам како го прават. Дае беше пред 30 години влезен меѓу првите. Вечерта нас ни се јавија, да, номинирани сте, од Америка се јави. Номинирани сте во 5 најдобри филмови. И чекавме дали ќе добиеме. Одговорно, надвор од американско, односно англиско говорно беше така. Така. Значи тоа, цртаните филмови Дарко Марковиќ, Перо Глигоров и сето тоа. Значи награди сегде. И као машинерија работеше Вардар. Машинерија. Немаше слободно овакво. Се дружеа, одеа, доле има бифе, си седеа, кој не дојде во тоа бифе. Уметноста оди со дружењето. Значи, ги добија сите, ги собраа награди на времето. Има живи сведоци. Што можат многу повеќе од мене да зборуваат за тоа. И така. И сега крајот. Наградите ги споменавте, тоа сакав да прашам, освен што тогашната држава и подоцна нашава држава, Република Македонија, со општествени функции му се одолжува и со неколку награди го препознава
неговото творештво, два пати браќа Миладиновци, има Кочо Раци награда, 11 октомври наградата исто Браќа така. Миладиновци е најголемата награда за поезија. Два пати ја добива. Два пати ја За две книги. Да, на Струшки И вечери. имаме тука некои од тие книги или не? Тоа Па е не, за ова е избор веќе. Една е Провиденија, а другата е... Не ме држете за збор тие. Непокор. Непокор. Имам информација. Непокор и Провиденија. Првата рековме 1955 од Блесоци, првата. Првата негова книга што напишал е од Блесоци. А на Непокор ја добива првата награда Браќа Миладиновци и понатаму на Провиденија е втората награда. И веќе не конкурираше. 64-та по 85. Повеќе не конкурира? Не. И за Вардарфилм најбитното. Во неговите приватни врски, како што зборуваме со папата, со Рафаел Алберти, со Еудженио Монтале, со Вацлав Хавел, пријатели, он наоѓа контакт со Сем Пекинпо. Младата генерација нема да знае кој е Сем Пекинпо, но на Google сега им е лесно и ќе видат дека Сем Пекинпо е Оскаровец. Требаше да игра и меѓу двајца тројца од најголемите глумци, едниот е Питер Отул, главна улога, Берт Рейнолдс, меѓу Питер Отул, Берт Рейнолдс и не знам третиот, не ме држете, беше што ќе одлучи Пекинпо. Седнуваат, прават договор. Се добива Вардарфилм дозвола од владата или извршниот совет дека е дозволено да се прави копродукција. Значи Македонија да учествува со толку, Америка со толку и некоја европска земја друго. Кој ќе ови чуеш ти Сем Пекинпо и Питер Отул, кој нема да ти влезе. Во таа се бараат терени во Македонија, а иначе копродукцијата знаете каква требаше да биде? Да биде Сем Пекинпо главен режисер, втор режисер негов заменик, негов човек и главната улога. Дали ќе беше Питер Отул, дали ќе беше Рейнолдс, целата друга екипа, знаете што е еден филм, да биде се Македонија, македонци. Се. И на терените во Македонија. Голем проект. И хотели да работат. Странска инвестиција на некој начин. Ги бараат терените. Терените се бараат низ Македонија и почнува хајката. На се ова што ги гледавме некои фотографии. И почнува хајката, ама хајка не знаеме, не одгоре, од овде хајката. И стопирање на филмот, подхитно. Зошто? Дека се дал аванс од 3,5 или 4.000 долари на Сем Пекинпо. Сега да се прашаме дали ти со еден, кажи еден режисер Спилберг, например, да дојде у Македонија, и така ќе дојде што те сака, и сето тоа, и дали ти ќе му даеш аванс или они бараат до ручек што да има да се јаде, камоли авансот. Во сето тоа, во документот пишува дека сето тоа треба, и татко ми се дава на суд. Сите весници југословенски, Анте Поповски, познати писац Македонија, не знам, на суд. Тоа е И пропаѓа тоа, и на суд не знаат што да направат, и еден месец или 2 месеци условно го судуваат, не знаат зашо. Дека истрошил некоја дневница плюс. колку да држи обвинение. Дека истрошил дневницата, например, седи со Сем Пекинпо, ја истрошил дневницата, тој од джеб даваше за се и се што. Најширок човек. Јоле, кафаната, кога почина Јоле, кога почина Анте, знаете што ми рече? Отиде Анте, не доби више ни чек од 20.000, 30.000, ни ништо. Само ги частеше и ги правиш. Тако беше близок со луѓето. Тоа беше Вардарфилм. Освен оние награди... Има многу за зборење. Има. Значи, пријатели, Драган Николич, Павле Вујсич, дома доаѓале. Дома. Македонски, Дарко Дамевски, Киро Ценевски, заборев да спомнам во Вардарфилм, голем режисер наш. Црносеме, Киро Ценевски, режисер. Кажете некој глумец, вака што ви лежи, да видам дали бил. Сега вака емисија и не ми текне. Дарко Дамевски го Дарко Дамевски, пријатели големи. Драги Костовски. Па не знам, кажете некој од Белград, од Драги Јовановски, имаше Кој беше Јовановски. Драги Јовановски, сега од младите се. Млади, да.
Не, за стари... Ацо Јовановски, извинете. Снагата? Да, снагата. Добро, и од овие прочуени од цела Југославија, сигурно имале многу контакти. Пријател голем со Мира Фурлан. Пријател. Пријател голем со Драган Николич. Голем пријател со... Павле Вујсич го споменав. Павле го кажавме него. Како се викаше, Амазонат се викаше улогата што имаше. Не се, но многу познати име, сигурно кога сте во светот на филмот, кога веќе со Сем Пекинпов влегувате во преговори. Љуба Тадич сте слушнале, Зоран Радмилович сте слушнале. Па со Зоран Радмилович во Белград у Шуматовац, таму две фотели, допред неколку години стоеше фотелјата кај што седи Зоран Радмилович во таа кафе. И крај. И не смее никој да седне. И не смее да седне, и сад ти кажува тоа нешто, така. Порадован трети е најпознат, меѓутоа има плејада на луѓе Ама пријатели од душа. И боеми голем. И боеми. Добре се. Наградите ги споменавме, освен домашниве, некоја друга меѓународна награда? Па премио Европе. Добро, ја има единствен член на Светската академија за поезија на УНЕСКО и наградата премија Европе. На секоја книга од овде, од неговиот избор, пишува современ македонски поет, есеист, член на МАНУ и на Светската академија на поезија на УНЕСКО, добитник на наградата премио Европе. Преведуван и во други држави? На 30 јазици, сигурно, само он беше човек што викаше, ако не направиш на својот јазик, ко ништо не си направи. Најважно оцена македонски да има, па друго... Ама не дека само, е неважно, не, Вознесенски му има зборено, Вознесенски е добитник на Златен венец. Од кога отидов во Америка, јас веќе не напишав на англиски. Не успеав да ја напишам како што треба. Сепак е најдобро. Својот јазик, значи, не, ти види, убаво е да те преведат, убаво е да знае свет. Но кој ќе го направи преводот на нашиот јазик? Препевот кој ќе го направи? Значи треба гени, препевот е најтежок во тие работи. А за оваа книга каде е Светата песна? Оваа книга Светата песна, светската критика, значи европската, не македонската критика, кажува дека е камен темелник на светската поезија. Ова е едно од последните негови книги? Ова е предпоследната, последната е Две тишини, постхумно излезена, пишувана во најтешките периоди од неговиот живот пред умирање, на лекување во Париз, се Две тишини, и ова е доста тешка книга, лесна за да ја сватиш за читање, али тешка со емоциите. И он оваа книга ја посветува на мене, брат ми, мајка ми, внучињата и на целата поетска негова генерација. И еве, на сестра ми Маса, нема песна што не е посветена. Ова него му беше како да кажем, како последна книга, тестамент на сестра ми Марија, на Сонја, као тестамент негов, демек си одам и затоа се вика Две тишини. Една за овде, една за горе е тишината, а во една песна он има напишано, сега веќе никој не знае дали молчи или сонува. Сега па ти размисли дали молчи или си сонува човек. Ете, тоа беше он таков човек за тие работи. Јас имам илјадници фотографии, ама што ќе направиме за тоа? Пред крај не, важна албум, работа. емисија. Така е, пред крај важна работа, само да напоменеме дека ќе добие сега Анте Поповски свој катче во Музеот на револуционерната борба, бидејќи споменавте дека има многу предмети поврзани со неговата работа, ги имате дома и планирате многу од тие предмети да подарите, меѓу другото и на музеот, така? Значи се јавија, значи најсреќни луѓе бевме пред неполни 20 дена. Се јави директорката на Музеот на македонска борба. Добар ден, дали сакате да се видиме на едно кафе? Одиме. Чим ти се јавува нешто? Сакаме да заштитиме некои лични предмети. Што ќе одлучите вие? Јас одма. Джепниот часовник негов, очилата негови, пенкалото што ги на крај ги подпишуваше песните со тоа пенкало. Со него работеше. Монблан, перце. Тој само со перце работеше. Така пишуваше? Да. И имаше фломастери многу и пишуваше текст црвено, зелено, плаво.
Добро му викам, зошто ја шараш ова соца? Секоја боја има значење во текстот. Кај него. Шо, како, он си знае. Тоа го оставивме, пенкалото. Еден ми вика, бе, како оставиш Монблан пенкала? Шо ти е тебе, викам, ми е чест човеч. Портретот на Анте Поповски го подаривме таму. Ракописи одлични, прекрасни. Оригиналните? Оригинални ракописи. Ба не, за книга е лесно. Да. Ракописите зачувани. А се потешко и потешко да ги сочуваме више тие работи. Немаш каде да ги... Барем тоа да го одржува тие и тоа наследство да се одржува. Ама и ќе го гледа некој. Сигурно. Музеј е. И на мајка ми не за фрканција изборам. Викам, маш ти отиде и во музеј Стаса, викам, а има и една фотографија, што дадов ми фотографии и подаривме, една фотографија и ти, викам, во музејот ќе бидеш со него и така, знаеш. Сега се оформува тоа Анте Вокаче, веројатно Го многу прави скоро. Анте Вокаче, сега директорката си има ова. Мене што ме радува, значи една работа е што во музеот ќе може да се видат тие работи и полека наоѓаме во музеот партнер за било какви промоции, поетски читања, ќе видиме. Многу малку време за да ги одгатнеме сите работи поврзани со ликот и делото на Анте Поповски, вашиот татко, но сепак се надевам дека некои од најважните откривме посебно поврзани со манифестацијата, што ево тек, што еднаш да подсетиме, конкурсот трае до 28 август, така? А 20 август До 20 трае август. конкурсот. А потоа следува манифестацијата, прво одлуката за Одлуката за најдобра книга, прогласувањето, крајот на септември, крајот на септември е поетско читање, манифестацијата. доделување на награди, вечерта, значи, дали ќе биде, затоа реков, дали ќе биде спомен собата, дали можда музеот ќе биде сега, не знам. Другиот ден се оди во село Лазарополе, оптеретен ден ќе биде тој со симпозиумот. Мене оваа година покрај книгата симпозиумот има посебна тежина. Бидејќи се најавени многу силни имиња, така? Големи луѓе. Тоа ми дава мене за подстрек да издржиме во оваа работа, бидејќи да ви се јават вас академици од Москва или од не знам каде. Ние ќе имаме уште прилика пред одржувањето на Антевото перо да ги подсетиме нашите гледачи за таа манифестација. Јас во оваа прилика ви благодарам што бевте наш гостит и се надевам дека и во некоја следна прилика ќе имаме простор да проговориме уште за некои работи поврзани со Анте Поповски. Јас исто така сакам да ви се заблагодарам уште еднаш вас. Имате сенс да го почувствувате ова и што конечно мислам доближивме барем дел од некои работи од ликот и делото на Анте за младите генерации. Значи не е проблем дали е исчитан, дали не е исчитан, да, но младите генерации треба да знаат некои работи за Анте Поповски, а покрај младите генерации утре ќе дојдат ќе бидат културни работници, ќе бидат ова, па они ќе предаваат за тој човек, за друг човек, за Блаже Коневски, за нека читаат македонски автори, дека македонската поезија е во врвот на светот за поезија. Друга е приказката што ние до сега не номиниравме Нобелова награда човек. Дека за тоа треба преводи, препеви на многу јазици и сето тоа. Иначе горе сме, многу сме горе. За тоа. Знаете зошто? Поезија не се пишува кога ви цветаат ружи, кога ви е се убаво, кога ви е тешко. Најдобрите книги овие се испишани кога е најтешко. Во тешки моменти. Ова е тоа што сакам да го кажам. Уште ова, извини ме, Шани. Ова се избраните дела на татко ми. Овие избрани дела седеја на 10 метри висина во еден објект, магазин. Успеавме некако да ги земеме. Некако овие со издавачот се договоривме се горе. Кај орлите. А татко ми беше, вика, книга мора да се чита. Крај. Ги добивме некако. Имаме околу 300 и нешто книги. Значи, тоа се околу 40 комплети по 8. Еве ги 8 книги се. Еве ги, 2 тишини, есеи, пророчки труби, изборна поезија, света песна, рековме таа легендарната, дамка крв есеј, оваа треба да се прочита. Оваа треба да се прочита. И ги најдовме сите книги и сега можеме окото светлините за Ерусалим, кога бил 6 пати има во Ерусалим отидено.
Коска Света Пресна. паленица. Две тишини се знае развејано Евангелие. Треба да... Зошто зборуваш за умирање? Има порака тука. И затоа викам, дојдоа книгите, ги имаме 300 книги. Брат ми на Фейсбук ги сликаше вака, ги објави 20 луѓе, му себе 20 комплети дадов. Има интерес. Да. Сега, на Жорж Поповски кирилица, нека се обрати некој ако сака комплет. Нека се... На интернет, ја? На интернет, на Фейсбук. На Фейсбук. На Фейсбук. Жорж Поповски кирилица. Он постира од татко ми. Он е задолжен за тие работи. Јас сум за да бркам. Брате? Да, брат ми е за таа работа, да постира, да прави, да на Антево Перо нешто заедно со Митко Гогов, еден од екипата што имаме. И затоа викам, имаме уште едно 30 комплети 40, доколку некој сака на вистина, тоа е најниската цена, не за нас пари. Ние мораме да ги даваме тие пари кај издавачот. Така, издавачот. Значи има сега таа- ние вршиме работа народот да прочита за и на издавачот да му даваме некој динар. Така оди и мора тие се условите. Уште еднаш ти благодарам што ни беше гостин, што проговоревме и се надевам искрено дека ќе имаме и друга прилика да уште за некои работи Пак ќе ви кажам. разговарам и одгонетнеме уште некои активности на Анте Поповски, затоа што очигледно бил за животот премногу активен, премногу. Човек кој, нели, интелектуалец, не мирувал едноставно во сите Уште сфери. еднаш, големо благодарам вам и на сите телевизии доколку ја превземат емисија. Благодарам вам, почитувани, ви благодарам доколку имате трпение да бидете со нас во овие 60 на минути. Говоревме за големото дело на Анте Поповски. Ви препорачувам да останете со програмата на вашата омилена телевизија. Пријатно.